Почитувани гледачи, продолжуваме со подготвените содржини за денеска и секако вашето внимание и заинтересираност ќе се обидеме да ја задржиме со нова тема. Станува збор за сајбер безбедноста. Ова тема очигледно станува се поактуелна, гледана од аспект на нашето искуство во изминатиот период. И по тој повод поканив соодветен соговорник кој ќе се обиде на теориски и практичен начин да не запознае што значи за државата и за граѓаните сајбер безбедноста. Добар ден, господине Мане Пиперевски. Добар ден. Јас сакам да ве представам во почетокот на нашиот разговор како извршен директор на Cyber Plus и експерт од Cyber безбедност. Меѓутоа, читајќи ја вашата биографија, најдов интересни податоци што мислам дека се корисни за гледачите и кои ќе им ги соопштам. Мане Пиперевски е искусен говорник на меѓународни конференции за сајбер безбедност и настани во заедницата лидер и основач на OWASP Macedonian Chapter, обука за сајбер безбедност и производи на Microsoft во повеќе од 1500 студенти во последните 12 години. И секако неговата експертиза обезбедува услуги за тестирање на IT технологијата, форензика во различни индустријски сектори и, внимавајте сега, станува збор за сектори како што се банкарството, услуги за електронско плаќање, транспорт, компании, за развој на софтвер, комунални услуги, пензии и инвалидски осигурувања и државни судови. Без малку целокупниот општествен крвоток на едно развиено, модерно општество. Господине Пиперевски, има уште многу да се говори за вашата стручност, меѓутоа во интерес на времето да започнеме за темата за која што сакам да разговараме, а тоа е безбедноста во сајбер просторот или сајбер поврзувањето. За нашите гледачи може ли да ги објасниме овие термини за да можат да не следат во текот на разговорот? Технолошки вештини, мрежи, оперативни системи, бази на податоци и апликации. Да. Ви благодарам многу за шансата да допреме до граѓаните преку вашиот медиум и да ги запознаеме за некои работи кои што навидум изгледаат многу страшни, но сепак можеме да ги ставиме под контрола и основата во сајбер светот да ја запознаеме. Имено во општеството иде кон дигитализација. Тоа веќе се случува уназад со, да кажеме, декада или две. Таа дигитализација предизвикува миграција на општествените сервиси кон нешто што обезбедува добит и за државата, но и за граѓаните. Но во таа дигитализација многу е битно сите сервиси на општеството кои што се дигитализираат да се изградат на 3 столба. Првиот столб е лесно за користење, вториот столб е функционално и третиот е безбедно. Проблемот кој што настанува кај нас со сите 3 столба е што на почетокот истите не се гледаат како континуиран процес, него се набавува софтвер, се поставува, се прави концепт на дигитализација и продуктот или сервисот стапува на сила. Но дигитализацијата е процес во кој што пред се мора да има некаков стандард, рамка или закон, по кој што основ истиот континуирано ќе се обезбедува. Пример може да земеме лозинките на времето, беа потребни да бидат само 8 карактери долги. И немаше потреба да биде некоја голема комплексност. Но во последните 15 години се сменија работите и таа техничка мерка која што е дел од столбот безбедност, во дигиталните средства, таа техничка мерка мигрираше на целосна комплексност. Воедно се воведоа и дополнителни контроли, кои што се повеќе фактор на автентикација и така натаму. Во секој случај, тие 3 елементи кои што ги кажуваме, 3 столба, се многу битни да континуирано се обновуваат врз основа на некоја рамка, без разлика дали е тоа дигитално средство на државата, општествен сервис кој што се дигитализира, или тоа е
еден софтвер. Може ли за гледачите секој од овие зборови, односно компоненти што ги посочивте, лесна, функционална и безбедносна дигитални средства, со одреден пример да ги објасниме за гледачите да разберат што значи лесен пристап до оваа технологија? Така, да пробам да го објаснам концептот попластично, да биде разбирлив за пошироката публика. Лесно за користење како дигитално средство се мисли да истото, да нема потреба да живее некоја долга процедура за истото да се користи. Имено ако сакаме да го користиме, се логираме и со најмал број на чекори ја постигнуваме целта од тоа дигитално средство. Или, поинаку речено, граѓанин со процесно познавање на оваа информатичка технологија лесно може да пристапи до... Тоа е да. Тоа е број еден кога се работи за дигитално средство во општеството, значи нешто што го нуди нашата држава, самото општество кон граѓаните. Значи не создаваме баук. Да, не, тоа е така е, да. Нешто тешко, комплицирано, мене не ме интересира. Многу едноставно за користење, многу приступачно и да не биде нешто што се повторува. Имено оптимизацијата е едно од најдобрите елементи во лесно за користење, каде што со оптимизацијата ние ќе постигнеме да при користење на првиот општествен сервис, како дигитално средство, некои чекори нема да ги повториме во друг дигитален сервис. Например, кога би било лесно, би значило некој аплицирање со преземање документ. Да, услуги, фонд за здравство, значи тие два дигитални сервиси или дигитални средства. И плаќањето сметка и тоа на може комунални услуги. Точно. Тоа во Естонија го направија на начин што направија еден уникатен пристап за автентикација на граѓанинот за сите сервиси. И он нема потреба повторно да креира профил или повторно да поминува одредени процедури. Едноставно еднашка ја креира активноста и после тоа ја проследува истата за да може да пристапи до другите општествени сервиси во дигиталната ера како дигитални средства. Примерот со Финска ќе го запаметиме, Естонија, ќе го запаметиме со тоа што ќе го повториме, така да кажам, со друг пример кога ќе говориме за Македонија. Сега продолжуваме на вториот елемент, станува збор за функционалноста. Што значи оваа функционалност гледано од аспект сега кога јас пополнувам одреден документ или плаќам сметка? Функционалноста пред се, значи му овозможува на граѓанинот полесно да се оствари својата цел. Да кажеме, доколку јас треба да извадам документ, а за истиот преку електронскиот сервис, преку дигиталното средство, треба плюс уште еден чекор да одам до шалтер, да го однесам во хартиена форма дополнително за да може да го остварам моето право на користење на тоа дигитално средство, тоа не е функционално. Постојат и други примери, но целта е да граѓанинот го добие тоа кое што општеството го нуди и на него што му треба, може да бидат тоа документи, може да биде плаќање данок, значи тоа е нешто што ние како граѓани мора да го правиме за да може да ја оствариме целта на нашето постоење тука. По вашето укажување, јас веќе извлеков заклучок дека ова е брзо и ефтино. И остануваме на третото ниво, станува збор за безбедност на дигиталните средства. Значи, веќе како граѓанин ги пополнивме документите, немаме трошок, задоволни сме со постапката, меѓутоа клучната работа, стравот, дали сме безбедни? Дигитализацијата е многу интересна како концепт. Нормално дека сите ја сакаме, вклучувајќи ги и луѓето кои што ја водат нашата држава, тие што се начело на институциите, бидејќи со помош на дигитализацијата ќе направат олеснување на самите граѓани. Значи, олеснување време, пари, тоа значи дека поевтино, побрзо ќе бидат приступачни сервисите на државата преку дигиталните средства. Но, во тие три столба, постои уште еден столб кој што го спомнавме, тоа е безбедност. Доколку ние се фокусираме само лесно за користење функционално, а безбедноста на нас не недостасува, или евентуално ја запоставиме во тој процес на дигитализација, доаѓаме до проблем. Висок степен на ризик. Огромен степен.
Значи, тоа е исто како да уште од сам старт ние дигиталните средства сме ги направиле да бидат потешки него ли оние класични папиролошки административни начини на остварување. Со други зборови, да бидам символичен, жицата наместо да ставиме гума, ние му велиме на граѓанинот тај фатија сега, ако можеш, има висок напон. Точно, да. Ризикот е многу голем, особено во тоа дека некогаш одредени елементи кои што се ставаат во дигиталните средства, значи граѓаните се регистрираат, ставаат лични податоци, истите доколку бидат украдени, нема враќање назад. Например, ако ни украдат, да кажеме, ташната, ќе купиме нова ташна. Не е проблем. Но ако ни го украдат нашиот идентитет, не можеме да купиме нов идентитет. И тука безбедноста игра клучна улога. Сега ќе го напуштиме за момент вашиот дел на експертиза во делот на сајбер безбедноста и ќе го поставам прашањето дека гледано правно државата има закони. Ние за да се заштитиме во сајбер технологијата, односно во дигиталната технологија, ни требаат правни норми. Како се котира Македонија во делот на законодавството во оваа област? Во оваа област постојат две законски рамки кои што генерално ја покриваат дигиталната ера или дигиталните сервиси на државата. Тоа би бил Законот за заштита на лични податоци и се уште не донесениот Закон за сајбер безбедност. Законот за заштита на лични податоци оди напред со исто темпо како што одат европските држави, што значи во тој дел ние сме добри, во добар чекор и ги исполнуваме одредените норми, но истиот закон не може да продолжи да биде ефективен без поддршка од другиот закон кој што на нас ни недостасува во Македонија. А некој посебен закон треба да речеме трет во однос на правните субјекти? Во кој дел? Во сајбер безбедност? Да, во сајбер безбедност. Значи, истиот закон за сајбер безбедност е тој кој што ги покрива правните субјекти, вклучувајќи ги државните институции, за онаа рамка која што ја спомнав, за безбедноста во дигитализацијата како процес. И што вели вашето искуство во однос на оваа правна рамка? Зошто има отпор или нема доволно знаење за да се донесе? Не би навлегувал во политички дискусии, но би кажал дека 2019 Добро, не е политичка дискусија за партиите. Политика на вашата работа. Од 2019 година дојдовме до ситуација да започне креирање на овој закон за сајбер безбедност, кој што како закон беше покренат од стратегија за сајбер безбедност на ниво на нашата држава. Нажалост, со текот на пандемијата сето тоа отиде наназад, наместо нанапред. Не му се стави приоритет и дојдовме до ситуација да свето тоа што било работено било застарено и треба одново да се обнови, нов закон да се постави, нова основа, а не да се работи на нешто што било во 2019, бидејќи истиот закон како основа по кој што законот од 2019 како драфт ние го направивме како држава е надвор од употреба заради тоа што он имаше основа од Европска унија, одреден закон или законска регулатива која што во 2022 се промени. И сега ние треба да се усогласиме со нашиот драфт закон со новата законска регулатива од Европска унија која што и текако е направена за да може да ги опфати сите сегашни трендови во сајбер безбедност. Очигледно ќе треба време за да се напише квалитетно решение за ова област, меѓутоа во меѓувреме како се однесуваат државните органи, институции, организации на заштитата доколку бидат нападнати? Или како ќе се бранат? Така, со недостаток на таа законска регулатива и одредени правилници кои што ќе ја регулираат сајбер безбедноста на државно ниво, ние имаме проблем да се справиме со сајбер нападите, бидејќи индивидуално секоја организација, тоест секоја институција, секој државен ентитет е оставен сам на себе да се справи, освен има можност истиот да побара помош од националното тело за управување со сајбер инциденти,
МКД ЦИРТ, кој што е во склоп на Агенцијата за електронски телекомуникации, но и да побара помош, ние сепак имаме екстремно ограничени капацитети во МКД ЦИРТ и не може да се излезе во пресред. Али, пак ќе кажам, да побара помош. Значи, не е задолжително да се побара помош и затоа се остава на одговорност, добра волја и култура на самите институции да се справат со тие инциденти. Многу е битно во тие сајбер инциденти или во тие сајбер закани информацијата која што се пласира во јавноста. Ако таа информација е линкувана со закана која што доаѓа од надвор, од некоја странска држава или странска организација, а тоа не е подкрепено со факти одобрено од разузнавачката служба, која што треба да се работи работата во тој дел, во таа ситуација граѓаните имаат страв. И во општеството се влева огромна недоверба во дигитализацијата. И автоматски тоа што сака државата со дигитализацијата да го постигне, го одмогнува или се враќа назад, да граѓаните губат доверба во овие дигитални сервиси. Овде би сакал да ви го поставам следно прашање, иако е поврзано со психологијата, меѓутоа, кога се подготвува одреден напад на институција или на државни органи, дали освен психолошката ситуација на страв и сеење паника, може да се предизвика и материјална штета и дали загубата што ја трпиме ние како граѓани, односно како членови во општеството, поради нефункционалност на институциите, може да бидат загрозени и човечки животи. И текако. Значи, сериозна е заканата. Заканата не е само нешто што ќе ни удри по джеп, ќе ни одземе одредена сума на пари, но може и да ни го одземе животот. Овие сајбер закани не се за подценување и текако се еден нов вид на војна, да кажеме, која што веќе доаѓа кај нас дома. Веќе доаѓа буквално кај нас дома, бидејќи ние во нашите домови имаме пристап до интернет мрежата или така наречен сајбер свет, од кој што сајбер свет било каде од интернет може било кој да пристапи до нашите ресурси. Нормално, контроли постојат, заштити постојат, но ако истите не се адекватни и ако истите не се континуирано мониторирани, подобрувани, заканата е присутна. Имавме многу ситуации, многу инциденти на ниво на држава што се случија со нашите институции, точно. Се уште се случуваат, значи тука не можеме да кажеме дека сме имуни, но ни Германија, ни Бугарија, ни една држава не е имуна од овие сајбер закани. Затоа би кажал дека начинот на кој што дигитализацијата води во државата мора да биде процес, а не продукт. Процес кој што ќе успее безбедноста да ја прегледува барем еднашка годишно со цел да може да се воспостави систем на повисока заштита. Може ли да го поставам прашањето вака, дека ни е потребна целосна, компатибилна, комплементарна законска регулатива за да се постигне безбедно обезбедување и сигурност? Интересно вака составено прашање. Јас би надоврзал тука едно моје искуство од земјите од Европа, Данска, Финска, во кое што имав чест да работам во институции кои што беа креирани специјално за потребите на државните институции, имено една институција која што се грижи за сајбер безбедноста на сите останати државни органи. Или една институција која што се грижи за дигиталните средства на сите државни органи. Во Македонија ние сме оставени да секој орган, секоја институција, све што е државно си се грижи за дигиталните средства самата за себе. Говориме за стратегија во безбедноста. Што треба да се направи оваа стратегија, освен политичка волја? Стратегијата нормално дека веќе е започната, новата стратегија збориме, која што минатата година започна да се креира и која што е во некој прогрес. Истата нормално дека има прогрес, но мислам дека е малце спора. Бидејќи ние сме многу брзи во сајбер светот. Да, вие сте навистина многу брзи. И мораме да добиеме максимална, да кажеме, динамика
со тоа што се случува, заради тоа што ако не го направиме тоа брзо, после ќе биде касно. И во тој дел мислам дека е голем проблем брзината. Многу бирократија, многу администрација ги кочат елементите на сајбер стратегијата, новата сајбер стратегија во нашата држава, која што треба да донесе регулатива или рамка од која што нашите институции, нашите правни субјекти би биле позаштитени, тоест би имале бенефит да донесат подобра безбедност во дигиталните средства и да имаме поголема заштита. Господине Пиперевски, како ниедно интервју досега што го водев на Слободна ТВ во емисијата Утрински печат, не сум бил задоволен од едукацијата и информациите што сме ги соопштиле на граѓаните, а каде што и моето лично познавање е скромно во однос на вашето експертско, дотолку повеќе што мислам дека не создадовме паника кај луѓето, туку навистина ја одмеривме сериозноста на информацијата што ја пренесуваме, дека и државните органи, институции, сите ние во општеството ќе се однесуваме побезбедно во дигитализацијата. Што мислите, дали успеавме во таа намера, според вас? Секако. Секогаш кога се шири информација за да се запознаат граѓаните, да се запознае општеството за тоа што се случува, како се случува, значи да не им се создадовме појасни. паника. Паника не постои. Паниката е нешто што луѓето самите си ја создаваме, но и текако е битно информацијата која што се пласира да биде пренесена на начин на кој што треба, без оставање простор луѓето да ја толкуваат за да направат паника кај нив, па и околу нив. Доаѓа вашето време. Ќе ве поканиме повторно. Ви благодарам што бевте гостин во Утрински печат. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, успеавте веројатно со ова интервју да се запознаете за дигитализацијата и се надевам, како што рековме, немавме намера да ви исплашиме, туку само да ве подготвиме дека доаѓа навистина ново време во кое треба да бидеме и безбедни.